начините и каналите на кои што ќе може да комуницираме и да ми поставувате прашања се моите лични профили на Instagram или Facebook. Може да кликнете follow или like, Коуч Јосиф ќе го најдете мојот профил, да ми поставите прашање преку порака и да го добиете одговорот во оваа рубрика. Истото може да го правите користејќи ги хаштаговите Ask Јосиф на социјални мрежи или па броевите на телевизија Телма. Ване прашува кои продукти и храна се најдобрите извори на протеини. Ване, постојат многу различни извори на протеини. Пред се можеме основната поделба ние да ја направиме на животински извори и на растителни извори на протеини, но толку не е работата од каде ќе бидат тие протеини, односно колку протеин ќе содржи самиот продукт, иако и тоа е важно. Можеби треба да човек да бара варијанта и опција која што ќе му нуди и доволно протеин, ама и да не изостануваат другите вредности. Затоа, ако можеби ти земеш продукт кој што содржи голема количина на протеин, ама воедно содржи многу шекер или многу трансмасти, кој што процесираната храна изобилува, во тој случај џабе ти е толку протеин кога ти можеби повеќе и штета си направил отколку придобивки. Но како и да е, затоа јас ти ги издвоив 5 продукти и храна која што изобилува со протеин, но од друга страна и многу дава оптимална хранлива вредност од другите нутритивни вредности. Сега, тоа на прво место би ги ставил белите риби и се може достапни се многу во маркетите, најчесто во замрзната опција ги имаме, затоа тие би ги ставил од причина што имаат голем извор на протеини, имаат мал извор на масти и тие масти кои што ги имаат се квалитетни и здрави. На второ место би ги ставил јогурт или кефир, можеби повеќе кефир искрено, затоа што е многу подобар пробиотик. Повторно има супер количина на протеин, нема многу масти и шекерот кој што го содржи е лактоза, што природно го има во млекото, но е ферментирана лактоза, што веројатноста дека може да ти попречи на дигестија е многу мала. Така да тоа е на второ место по мене. На трето место би ги ставил мешунките или во превод граф, леќа, грашок, боранија. Изобилуваат со растителни влакни, изобилуваат со минерална вредност и се одличен извор на протеини, така да тие би ти ги ставил. На четврто место би ставил мисирка, конкретно мисиркини гради, така наречено постно месо, и е многу поквалитетно од пилешкото, содржи помала количина на масти за разлика од црвено месо или свинско месо, така да тоа би го ставил на четврто место и на пето место би ставил урда, која што е одличен млечен производ и кој што има исто така одлична количина на протеин. Така да тие се 5 работи кои што јас би ти ги извоил како најдобри продукти кои што имаат протеин, ама повторно се запазени и некои други стандарди за да ги класифицираме како добра храна и добар продукт.